За европските интеграции, како што најави во тема на денот вечер, разговарам со поранешниот вице-премиер за евроинтеграција Васко Нумовски. Нумовски, добро вечер, благодарам што сте со нас. Добро вечер и благодарам за поканата. Денеска некако многу јасни и отворени пораки можевме да слушнеме на комисиската расправа во Собранието, каде што се разгледуваше извештајот за напредок на Македонија од Европската комисија. Но би сакал да ве прашам како може да го разбереме прашањето на пратеникот Антонио Милошовски, кој што упати прашање до амбасадорите на земјите членки колку е искрена Европската унија во процесот, бидејќи според неговите информации на последниот самит ЕУ Западен Балкан имало представник на Европската унија кој што рекол дека нема консензус за проширување со полноправни членки. Немањето на консензус помеѓу државите членки не е нешто ново. Ние подолг период се соочуваме со една дебата внатре во Европската унија, дали воопшто проширувањето треба продолжи во таа форма во каква што ние го познаваме. И во последните години, особено после она иницијатива за реформа на методологијата за преговорите, која што дојде од Франција, се зборува и за еден различен модел на самата Европска унија. Иницијативата и подоцна одржаните неколку форуми на така наречената Европска политичка заедница покажа дека Европската унија се повеќе дискутира за оној добро познат модел на Европа на повеќе брзини, каде што еден дел од членките на Европската унија ќе бидат вклучени во сите политики, со сите права, некои ќе бидат вклучени во еден дел од политиките, а на другата страна ќе имаме држави кои што можеби ќе имаат некаква форма на асоциација, но не и она полноправно членство со сите полни права кои што следуваат на една држава членка. И во тој контекст мене не ме изненадува доколку навистина некој висок представник на Европската унија или нејзина држава членка на лидерите на Западниот Балкан им го кажал тоа, знаејќи дека некои од државите членки на Европската унија отворено се противат на проширувањето, додека пак еден дел, јас би рекол тоа е поголемиот дел, не го кажуваат тоа отворено и директно, меѓутоа ги поддржуваат сите оние ситуации на статус кво, односно доколку има некаква причина да се замрзне или да се одложи процесот на проширување, добро би било таа причина да остане, без разлика дали се работи за некакви билатерални прашања меѓу држава членка и држава кандидат, некаква внатрешна замореност на институциите на Европската унија од понатамошно проширување, и сметам дека доколку Европската унија навистина искрено го посакува проширувањето, до сега ќе најдеше некаков метод за надминување на сите овие пречки. Но некако во јавноста се добива впечатокот дека ова е оправдување за тоа што сме заглавени во процесот на интеграција и ова што како тема го наметнува Антонио Милошовски, па и она реторика на претседателката дека со рагби топка треба да играме кошарка. Може ли да се гледа на ваков начин, ваквите изјави кои што доаѓаат од представниците на власта? Знаете, ако се анализираат сите оние досегашни извештаи, ова ми се чини 16-та година поред, Европската унија потврдува дека Македонија е подготвена да ги започне преговорите, но преговорите се уште не започнале. И тука навистина има една дилема, дали се реформите и потребата од реформите вистинскиот критериум според кој што не оценува Европската комисија, дали се тоа копенхагенските критериуми или пак е нешто друго. Сега ние сме исправени пред оној билатерален проблем со Бугарија и имавме ние една неодамнашна изјава на премиерот дека доколку на пример го решиме тоа прашање, ќе бидеме првенци, фронтранери. Мислите дека ќе биде така? Па еве, јас би споделил една ситуација од пред 15 на години кога тогаш имавме друг спор со соседна Грција и при објавувањето, односно пред објавувањето на еден од извештаите, ние имавме средби со високи, да не речам највисоки представници на европските институции, и во тој период исто така имаше некакви умерени критички тонови во поглед на извештајот. И отворено ни беше кажано од еден многу висок представник во европските институции дека доколку до објавувањето на извештајот ние најдеме решение со соседна Грција, тоа ќе даде една, ако добро се сеќавам изразот беше, ќе даде една нова, свежа и сјајна боја ни сите поглавја во извештајот кој што го во времето кога вие сте вице-премиер за евроинтеграција. Пред 15 години, што значи дека одлуката и оценките што ги дава Европската комисија не секогаш се темелат, за жал, на критериумите од Копенхаген, кои што се официјални воспоставени критериуми од самата Европска унија, туку политичката одлука и политичките влијанија имаат пресудна улога. Нумовски, нема дилема дека има
понекогаш двојни стандарди од Европската унија. Тоа сме го следеле и во изјавите на актуелната председателка на Европската комисија пред да го прифатиме францускиот предлог, кога што тврдеше дека се е во ред во државата, дека не ни требаат никакви реформи, уште тоа да го направиме ќе биде добро, ама од друга страна мора да признаеме дека и ние како држава сме превзеле обврски. Точно, обврските што се превземени сепак не се дел од копенгагенските критериуми. Ние кога зборуваме за критериуми за членство, оние критериуми што важеле и за сите држави од Централна и Источна Европа, токму затоа е оваа изјава на председателката за двојни стандарди и различни аршини во проширувањето. Доколку сите ние, не само Македонија, туку и останатите држави од Западниот Балкан беа оценувани согласно тие критериуми кои што важеа за минатите циклуси на проширување, ние веќе ќе бевме длабоко во преговорите, да не речам и блиску до полноправното членство. Меѓутоа сега ние имаме една нова ситуација и внатре во Европската унија, меѓутоа и со билатералните прашања заради кои што се користи правото на вето. Имало и во минатото користење на правото на вето, но тие на некој начин биле поврзани со исполнување на копенгагенските критериуми. Ние во случајот со Бугарија имаме прашање кое што навистина колку и да сакаме екстензивно да го толкуваме она што значи систем на правила за проширувањето, не можеме да го подведеме под копенгагенските критериуми. И сега точно е дека државата ги презела тие обврски, меѓутоа она што е подпишано како еден билатерален договор, доколку има некаква опција истиот да се измени, ќе значи дека и останатиот дел од државите членки и самата Европска унија тоа ќе го прифатат. Дали е тоа можно или не, во овој момент гледаме дека нема некаква позитивен одглас од соседна Бугарија. Меѓутоа, проценката веројатно што треба да ја направи нашата дипломатија ја прави е дали со решавањето на овој проблем можеби ќе се отвори еден нов дополнителен проблем, дотолку повеќе што идеите кои што ги слушаме од самата Европска унија значат дека дури и ние да ги решиме сите проблеми, сепак концептот на полноправно членство за државите од Западниот Балкан не е загарантиран. Добро, тоа подолго време се зборува, па ете не се случува. Знаете како слушав пред некој ден изјава на Васил Топурковски кој што се сеќава дека во 91-та кога сме прогласувале независност, само ние и Словенија сме биле посочувани како пример на земји кои што може да започнат процес на стабилизација и асоциација со Европската унија, па потоа бевме во иста група со Хрватска. На крај завршивме со Албанија, ама го изгубивме текот и со Албанија. Дали во сите овие години наназад е крива само Европската унија за она што ни се случува? Па, секогаш кога треба да бараме некакви виновници, тоа, како што кажавте вие на почетокот, звучи како да бараме алиби. Но објективно гледано, она што ние го имаме, убаво што подсетивте на тоа беше, ако добро се сеќавам, така наречената Бадинтерова комисија во раните 90-ти години. Уште од раните 90-ти години ние имавме заклучоци, одлуки дека Македонија, единствено Македонија и Словенија ги исполнуваат условите да бидат признати како независни држави. Каде е денеска Словенија? Токму така. Сега, анализирајќи ги изјавите не само од Бадинтеровата комисија, имаме една хронологија на настаните, изјавите на поранешниот висок представник за надворешна безбедносна политика Хавиер Солана, изјавите на бројни еврокомесари за проширување, лидери на државите членки, секогаш тие ни ветувале дека доколку се направи некаква отстапка, полноправното членство е на прагот. И сега, порано тоа беше рамковниот договор, па територијалната организација, решавањето на спорот со името. И секогаш беше нагласувана потребата дека доколку се затвори ова прашање, тоа е последната пречка кон полноправното членство. Сега, објективно гледано, ние сме ги направиле сите тие отстапки, меѓутоа полноправното членство не само што не сме го добиле, туку гледаме дека се повеќе се оддалечува. И имаме причина да бараме потврда и доказ дека нема да бидат повторно нови услови за тоа. Ја разбирам логиката за размислувањето, но денеска видовме една поинаква слика во Брисел. Еди Рама дуваше торта во седиштето на Европската комисија со тоа што го отвори последниот кластер како земја Албанија. Што па покажува ова порака, овие фотографии, овие снимки денеска од Брисел? Дали ова само потврда дека кога се сака се може? Споредувајќи ги двете држави, треба да знаеме дека Албанија не се соочуваше и не се соочува со проблемите со кои што ние се соочуваме како држава. Тие немале
ескалација на едно билатерално прашање со ниту една држава членка на Европската унија, каква што имавме ние претходно со Грција, сега со Бугарија, односно не Има одреден конфликт со Грција, меѓутоа не во такви рамки како ние. Точно, да, не во такви рамки и никогаш Грција отворено не го употреби тоа право на вето. Дополнително, проблемите кои што ние ги имаме во однос со соседна Бугарија се од таков тип кои што не овозможуваат едно брзо решавање, без при тоа, како што кажа претходно, да се отвори еден нов проблем. Албанија ја искористи приликата. Ние имавме ситуација кога Македонија беше забавувана на патот кон почетокот на преговорите со цел да ја, условно речено, почека Албанија и заеднички да почнеме да ги водиме преговорите со Европската унија. И сега Албанија започна да преговара и веќе го отвори последниот кластер. Тоа значи дека откако ќе се започнат преговорите, како што кажува пример на Албанија, не треба да помине многу време за да се завршат истите, знаејќи дека сите држави, Македонија и Албанија и останатите држави од Западниот Балкан, веќе работат на реформите. Јас верувам дека доколку ние ги започнеме преговорите во догледно време, навистина имаме една шанса многу брзо да ги завршиме истите. Познати се повеќе случаи во круговите на проширување, кога една држава заостанувала зад групата на државите заради некакво отворено прашање и после затворањето на тоа прашање на таа држава било дозволено да се приклучи кон групата. Таква е, например, Словачка, која што имаше определено внатрешно политичко прашање. Хрватска, иако самостојно напредуваше, имаше проблем, ако добро се сеќаваме, еден внатрешен проблем со спроведување на концептот на владењето на правото и еден дел од поранешните функционери кои што требаше да бидат процесирани. После затворањето на тие одредени прашања, државата забрзано ги отвора и ги затвора поглавета, што значи дека ние можеме откако ги започнеме. Сега, ние имаме тука два проблеми. Прво, да ги започнеме преговорите, и второ, што е проблем и за Албанија и за сите други држави, дека доколку и ги завршиме преговорите во рекордно време, нема да ја добиеме она ситуација на добивање на полноправно членство. Она што ние го очекуваме. Да. Морам да ве прашам за забелешките во извештајот на Европската комисија, затоа што многу гласно беа нотирани денеска во собранието. Генерално главните за кои што говореше евроамбасадорот е финансиската независност за правосудството. Гледаме многу остри пораки помеѓу премиерот и представниците на правосудството во државата. Што мислите вие за овој проблем? Проблемите во правосудството се проблеми кои што се провлекуваат, ако добро се сеќавам, низ сите извештаи за напредокот што ги подготвува Европската комисија и што ги подготвуваат и други меѓународни организации. Во тој контекст треба малку да се потсетиме на она кратка хронологија во изминатите година и половина. Ако добро се сеќаваме, кога на почетокот на мандатот на оваа влада имаше една идеја за драстични реформи во правосудството и драстични реформи во некои од институциите во правосудството, тогаш имавме реакции од меѓународната заедница, па и од одредени европски институции, дека тоа би значило мешање во правосудството. Сега, кога видовме дека власта на некој начин се воздржа од радикални промени таму, но довербата во судството остана на истите ниски нивоа и гледаме дека се повеќе и повеќе ситуации, да не речам скандали во правосудството, продолжија. Што значи дека и покрај тоа што владата се воздржала од радикални промени, судството не успеало да направи внатрешни самостојни реформи и едноставно сме во една ситуација кога владата се воздржува да не се меша во системот на правосудството, не зборувам за политичко мешање, туку за институционална реформа. И од друга страна, судството самостојно не е способно да се реформира. И тука има еден ќосок и според мене треба да се пристапи порадикално. Власта треба да најде одредена форма, тоа се различни типови на власт, меѓутоа законите ги носи собранието, одговорноста пред граѓаните и за состојбите во правосудството ја носат оние што се директно избрани и пратениците, па и владата која што е избрана од пратениците, има одговорност да воведе ред во сите сфери во општеството, па така и во правосудството. И сега, критиките кои што ги слушаме до Европската комисија, прашање е дали се критика кон власта или се критика кон самото правосудство, кое што без
реформите кои што ги посекувала власта не успеало да направи никаков резултат. Треба ли да не загрижува тоа што имаме забелешки за борбата со корупцијата практично во првата година од мандатот на новата влада? Корупцијата исто како и реформите во правосудството е еден проблем кој што се провлекува долго време и е според мене постои во сите сфери од општеството, на сите нивоа во администрацијата, во институциите, во политичкиот живот и во сите други општествени сегменти. И една година лично сметам дека е прекраток период за ние да имаме драстични резултати. Иако, ако направиме една ретроспектива во изминатата година, година и половина, гледаме дека имаше неколку видливи случаи на гонење на организиран криминал и корупција, кој што направи една разлика со претходниот период. Тука треба секогаш да гледаме резултатите, да ги гледаме во рамките на она што е возможно во дадениот момент со ресурсите со кои што се располага. Не е, мисля дека преоптимистички да се очекува дека за една година може да се реформира и правосудството, и органите на прогонот, полицијата, обвинителството, да се реформира најпосле и свеста кај граѓаните за пријавување на корупцијата. Секогаш тие чекори се тешки и борбата против корупцијата е еден подлог период. Она што е значено ние да чекориме по тој пат кој што значи конкретни резултати, а не само некакви декларативни ветувања какви што имавме во минатото. Да заклучиме, дали ова е најлошиот извештај за земјава, надвор од тој од 2015-тата, како што вели лидерот на СДСМ Венко Филипче, ги следите случувањата годините на нас? И најлошиот извештај во изминатите 16 години јасно велел дека Македонија е подготвена да ги започне преговорите. Значи, без да разлика колку биле добри, умерени или негативни сите оценки кои што се добивале во извештајот, клучната работа е дека од 2009 година па до сега во секој извештај Европската унија вели дека Македонија е подготвена да ги започне преговорите. Секогаш има различни оценки, направени се и повеќе квантифицирање на оценките кои што се даваат во самите поглавја во рамките на кластерите за сите држави. Некогаш Македонија има добри оценки, некогаш има лоши, но секогаш треба да се споредува оценката што е дадена во конкретната година со изминатата година. Доколку вие во изминатите 2, 3 или 4 години сте имале поголем напредок, логично е дека оваа година не можете да имате уште поголем напредок и уште повисока оценка, затоа што едноставно достигнате некој момент кога наредниот голем напредок во таа област треба да се направи со почетокот на преговорите. Односно, за фазата во која што ние се наоѓаме сега, сметам дека Европската комисија дава своји оценки, придружени со политичката димензија, но вистинскиот напредок во сите области треба да се направи откако ќе започнат преговорите. Верувам дека ако Европската унија навистина сака да види еден суштински напредок, кој што ќе донесе до една поголема мотивација и кај власта, и кај администрацијата, и кај граѓаните, тоа е да го отвори патот за почеток на преговорите, каде што на еден чист терен со многу попрецизни критериуми ќе може да го валоризира нашиот напредок. Моски благодарам многу за гостување.